Некаде во 1960 година, 1961, 62, а може би 1963 година, како дете, поточно како ученик во прво, второ или трето оделение, бев во селото Небрегово. Тогаш еден ден, додека ние децата игравне, скокајќи по камените надгробни плочи на селските гробишта, а постарите мажи небрежани беа поседнати на камењата пред тогашната продавница, популарно наречена селска кооперација, а жените беа поредени пред чешмата на сред село и трпеливо чекаа да ги налеат со вода џумоите, бардината и стомните. Изненадно, од кај мајдемот, односно рудникот за мермер Сивец, се зададе еден џип. По кусо време џипо застана пред продавницата и од него излегаа тројца луѓе, од кои едниот не беше многу висок, беше костумосан, на себе носеше наочари, а во рацете држеше голема чанта. Другиот беше возач, а третиот беше цели обраснат во густа црно-бела брада. Ние децата брзо дотрчавме околу џипот, оти во тоа време за нас сепак беше нешто интересно. Со оглед на тоа дека бев дете, таа средба со човекот на очарите беше речиси веднаш заборавена. Подоцна низ годините во животот од постарите жители на селото разбрав дека тој ден тогаш дошол многу голем и учен човек. Пак ќе речам, подоцна низ годините во животот јас се повеќе и повеќе нуркав во творештвото на човекот со научарите и еден ден разбрав дека тој ден не дошол само многу голем и учен човек, туку дошол најголемиот и најучениот македонец во изминатиот век, таткото или основоположникот на современиот, односно модерниот македонски јазик Блаже Конески. Накусо ќе го прикажам творештвото на Конески. Конески е составил македонската азбука, ги напишал македонскиот правопис и граматика. Заедно со него уште тројца други, значи четворица, над 10 години го собирале зборовното богатство на македонскиот јазик и при тоа собрале над 70.000 зборови и истите ги сместиле во еден тротомен македонски речник голем формат. Наредните 4 години Конески самиот го редактирал тој речник, така да сиот товар за околу изработката на речникот паднал врз Конески. Имајќи го предвид се тоа, кај мене се роди една преголема желба неговата родна куќа да ја претвориме во културен споменик. Веднаш по неговата смрт се растрчав на локално ниво кај општините Прилеп и Долнини, Друштвото за наука уметност Прилеп и Музеот на Прилеп, а на државно ниво кај Филолошкиот факултет, Друштвото на писателите на Македонија и Македонската академија на науките и уметностите. Кај наведените наставно-научни државни институции, мојата идеја беше зграпчена со обајте раце. Нема да грешам ако речам, на патот на оваа идеја застанаа и душманите на македонски јазик. Имаше доста камења сопнувачи, но со исполнување на трите услови трпение, време и упорност, мојата идеја целосно се реализира. Значи, со остра линија ќе нагласам и подлечам победи, како што секој пат победувал и овој пат Блаже Конески. На 1. август 2005 година, во присуство на највисокиот државен, црковен, воен врв и голем број на дипломатско-консуларни представници акредитирани во нашата држава, куќата на Конески беше официјално отворена за посетители. Примајќи ја трето ноемвриската награда, јас нема да грешам ако речам, се чувствувам можеби како најгордиот човек не само во Прилеп и Македонија, туку и пошироко. А зошто? Затоа што куќата на Конески представува едно литературно и културно генерацијско предание која раскажува за човекот кој што со македонскиот јазик, литература и култура се прослави во целиот свет и не прослави нас како македонци во светот. Односно раскажува за човекот кој што за време на неговиот живот беше нарекуван споменик што шета по улиците, најголема библиотека собрана во еден човек и така натаму и така натаму. А зошто така е нарекуван? Одговорот на ова прашање е многу едноставен. Конески е лична карта на Македонија затоа што до неговата појава на неговите сонародници му е велено дека се де Срби и де бугари. Таквите луѓе никогаш не умираат, таквите луѓе еднаш во векот се раѓаат.